Расправата за законите кои на брза лента се туркаат во собранието за изградба на коридорите 8 и 10D ќе продолжи идната недела. Опозицијата обвинува дека не може да има суштинска дебата пред да го видат договорот потпишан со Бехтел и Енка, власта пак тактизира дека ВМРО ДПМН не дозволувале дебата. Дали работната недела за работниците на коридорите ќе трае 60 часа и ќе работат во недела ќе продолжи да се дебатира по Великден. Опозицијата предупредува дека власта ретерира и сепак се обврзани за исплата на пенали доколку не се изгласаат измените. За законот кој го крена алармот на максимум кај работниците, поднесени се над 1000 амандмани. ВМРО ДПМН не прави активна блокада. Има два суштински амандмани. Едниот е да се поништи 60 часа работна недела, а другиот да се укине ексклузивата на Министерката за труд и социјална политика. Толку кратко и јасно е, ама не гледам дека кај вас има совест и морал. Затоа немојте да ми се повикувате ниту на етички кодекс, ниту на гласачи, ниту на граѓани. Паралелно со ова започна комисијата за предлог измените за законот за минерални суровини, кој е еден од 8 закони. Опозицијата и за овој предлог стои на барањето да го види договорот, затоа што на овој начин не би знаеле за што гласаат, а пак од СДСМ уверуваат дека законот немал ништо ново освен поместување на дел од роковите за користење материјални добра. Ако ние сакаме да разговараме за она што значи закони поврзани со одреден автопат, мораме да имаме увид во проектната документација за тој автопат. Тоа што вие го предлагате, во суштина е суспендирање на досегашните закони. И се работи за рокови. Значи не се работи ниту за ново законско решение, се работи за скратување на оние одредби за побрзо да се направи автопатот. И видејќи и вие лично рековте, и јас лично запишав, лично ќе го поддржам ако се прави побрзо според устав и закони. Предлагачот на овој закон пак Арбер Адеми го повтори она што цело време го слушаме, дека проектот е историски, а опозицијата била против патиштата. Ако продолжите вака да правите во секоја комисија, јас јавно ќе кажам и ќе го повторам истото. Пратениците од ВМРО ДПМН се против автопатот Прилеп Битола, коридорот 10D. Собранието по скратена постапка работи за донесување на 8 законски решенија по теркот на Бехтел и Енка. Доколку бидат изгласани сите предлози, работниците на коридорите ќе работат 60 часа и плюс во недела. Бехтел и Енка пак ќе биде ослободена од давачки кон државата.